Ние секогаш следиме се она што се случува и во врска со филмот во нашата земја. Така, нашата екипа беше и на премиерата на новиот краткометражен филм Тале и корона. Непредвидливоста на животот е најголема инспирација и одлична појдовна точка за филмско сценарио. Токму времето на корона е темата на краткиот филм во режија и по сценарио на Томислав Алексов, Тале и корона. Филмот е снимен во 5 дена на почетокот на јуни 2022 на повеќе локации: Марков манастир и градската болница Свети Климент Охридски во Скопје. Приказната е за 8-годишниот Тале кој се заразува со коронавирус, но неговиот дух останува нескршлив, а му помага и самовилата корона со која се спријателува. Продуцент и монтажер е Кузман Клековски. Музиката е на Валентина Велковска-Трајановска. Директор на фотографија е Владимир Димовски. Шарфер Кирил Шентевски. Светлото е на Маријан Марковски. Дизајнер на звук е Владимир Аговски. Костимограф Анче Ѓоргиев, а за шминката беше задолжена Марија Топалова. Првичната идеја била 3D анимациите да се работат во странство, но сепак тие се направени кај нас. 3D аниматор е Раде Дичовски. Главната улога ја толкува Иринеј Ковчиќ. Весна Петрушевска ја толкува самовилата корона. А во актерската екипа се и Мила Стојчевска, Сања Русевска-Ризеска, Гораст Цветковски, Дубравка Киселичка, Крсте Јовановски, Златко Поповски и Маријела Клековска. Гласот за корона го поземе Весна Петрушевска. Ликот на Тале го толкуваше Иринеј Ковчиќ. Директор на фотографија Владимир Димовски. И на крајот ни преостанува уште сценаристот и режисерот на Тале и корона, Томислав Алексов. Впечатоците се многу позитивни, затоа што во публиката имаше многу различни возрасти, од 7 до 77. И како што видов, сите на крајот аплодира и стана. Така да мислам дека на сите им се допадна тоа што го видоа. Ова ми е втор пат да го гледам на големо платно. Прв пат го гледав 2-3 часа пред проекцијава, затоа што моравме пробна проекција да направиме.
И многу сум возбуден, бидејќи големо платно не може да се спореди со екран во монтажа или со, не дај Боже, телефон. Впечатоците се извонредни за тоа што и звукот дојде до израз. Со Владимир Аговски, дизајнерот на звук, бевме многу задоволни од постигнатиот резултат. Исто така фотографијата со Владимир Димовски, како што видовме, е извонредна и се си доаѓа на свое место кога на големо платно ќе се види филмско дело. Значи не е тоа кажано без некоја основа и не е за џабе тоа филмско некое доживување се доживува на вистински начин само во киносала повеќе од 130 години. Се чувствувам превозбудено затоа што сите мои колеги од глума, од кај Весна Петрушевска Бејби, ме гледа и баш ми беше чест да ме гледаат. Кога завршуваше филмот, беше многу емотивно за моите блиски. И ја да кажам дека пред тоа многу труд и многу напор сум вложил и сите сме вложиле, ама после тоа се исплати. Мене многу ми се допадна филмот и многу ми беше убав, прекрасен беше и најмногу ми остави впечаток дека не треба никогаш да се откажам. Никогаш не треба да бидеш негативен, туку треба да бидеш за се позитивен. И во добро и во лошо треба како да се бориме. Како да го кажам, дека не треба се да мислиш дека не можеш да го направиш. Како ќе пробаш и ќе видиш. Ми се допадна кога Иринеј Тале ја запозна Самовилата. Самовилата беше преинтересна, а гласот Весна Петрушевска многу беше добар и одговараше баш на Самовилата. Мислам дека е прв анимиран лик кој што е специјално нацртан за потребите на, во овој случај, краткометражен филм. Многу сум задоволна од Раде, многу убав лик нацртал, преубава сум. И снимавме со тоа што јас му форшпилував на Иринеј за време на снимањето. Значи му ги фрлав секогаш репликите од Самовилата за време на снимањето на локациите каде што одевме. Потоа кога се сними филмот, накнадно јас бев и го нацинхронизирав ликот. Пред да ја направат Самовилата, јас зборував со како да кажам, не, Весна ми суфлираше текст, а јас гледав таму кај што ќе биде Самовилата. И многу ми беше интересно тоа што глумам во анимиран филм, некој дел од анимираниот филм, и ми беше чест да го глумам. Иринеј е мој ученик веќе 6 години. И прво на тоа сум особено горда, затоа што се работи за вонреден талент. И кога ја работевме приказната, нас ни беше совршено јасно со какви алатки треба глумачки да се послужиме просто и кои методи да ги употребиме во однос на тоа како треба да се игра таа отуѓеност, таа дистанца. Затоа и ги има, мислам, цел филм кога го гледате се е на ниво на символ. И цвеќето што се мириса, и трчањето низ поле, таа слобода која што ни беше скратена. Значи јас овој филм го гледам како символ на едно време, како едно лошо доживување во однос на нашите животи, нели? Сепак тоа бе 2 долги години. И мислам дека Томи успел да ја раскаже приказната низ призмата на едно дете, како го гледа сето тоа. И на крај завршува сосема неочекувано, затоа што ти цело време се прашуваш че садите во оди, трча и си има комуникација со природата, она што највеќе забораваме, да просто заборавивме да комуницираме со природата. И најважната работа, а тоа е дека што се ни донесе таа корона, многу смрт. И затоа и така и завршува, така како што завршува, има хепи енд, но во секој случај не знаеш до крај, мислам што ќе му се случи на детето. Пораката е тоа што никогаш не сме да се откажеме во животот и дека секад треба да се бориме напред. Ако имаме некоја тешка ситуација, вистинскиот пријател ќе ни помогне. Во ликот на малиот Тале
се прекршуваат две естетики филмски кои малиот тале не знае да ги разликува, но ние филмот Живи тој може да ги разликуваме и филмските сладокуци тоа многу убаво ќе си го протолкуваат и ќе си уживаат кои ќе си го гледаат. Затоа што у првиот дел е некоја естетика на Тарковски и на источната филмска школа, а во вториот дел е западњачката филмска школа преку Волт Дизни и таа естетика која може да наречеме комерцијална, но изедначена во потсвеста и умот на мал влюбеник во филмската уметност. Тоа е, значи, една исклучително битна работа, која во време на војна меѓу Запад и Исток има порака. А таа порака е мир во светот, затоа што свеста на децата не постои Запад, Исток, лево, десно, горе, доле, него постои мир и војна. Мир е супер, си играме, си сонуваме бајки, а војна е крај, црно, смрт. Значи, тоа е некоја, да речеме, скриена порака на филмот, која покрај сите проблеми кои ковидот ги донесе на планетава Земја, не само кај нас, има и една друга поширока димензија која мислам дека човештво, пошто не е доволно созреано, ќе си ја влече со себе уште 100 години. Па ако преживее филмов за 100 години, некој ќе рече, аха, и тогаш уште имало војна, замисли. Мојата музика што е искористена за овој филм не е правена специјално и за мене беше исклучително изненадување самото поврзување, бидејќи тоа се повеќе дела, дури од некое дело има неколку различни изведби, зависно од кој дел на режисерот Алексов му биле соодветни. Меѓутоа, целото вклопување, воопшто визуализацијата која е поврзана со тие дела кои јас кога сум ги пишувала, сосема за друга намена сум ги пишувала, навистина беше исклучително. Имаше некои сцени што просто го следеа движењето на музиката, што дури не очекував толку дека ќе се вклопат едни со други. Од друга страна, секогаш сум размислувала на таа тема, бидејќи сум пишувала камерно творештво, оркестарско, ораториуми, тоа се еден вид и програмски дела, меѓутоа не се врзани директно со слика. Секогаш сум размислувала како би било кога би се пишувало конкретно за определена визуализација. Од друга страна, овие дела, иако се пишувани за сосема, да речам, други концерти, други пригоди, голем дел од нив ми се и во странство пишувани, таму изведувани, и изведбите се некои од од хорот е во Англија, што навистина се многу далечни од филмот, а од друга страна, сега толку добро се вклопија едни со други некои сегменти како да беа пишувани заедно со сликата. Пораката на филмот некако ми се виде многу блиска, бидејќи јас филмот претходно го немав гледано, знаев за содржината која, од друга страна јас минатата година тоа баш сега се потсетувавме со семејството, со синот бевме со ковид во Козле болницата, двајцата болни, и мислам прекрасни беа таму и персоналот и се, просто филмот на се не наврати, меѓутоа од друга страна, како што и самиот јунак вели во филмот, некои работи понатаму носат добри работи и човек се осознава себе си, особено семејството. Ковидот нас не научи малку да се свртиме наназад, да посветиме внимание на себе си, на семејството, на најблиските, па и да издвоиме кои не се вистинските пријатели, како што пак ќе се навратам на главниот лик. Така што мислам дека ова е навистина филм кој треба да се погледне и кој ќе остане и понатаму. Се надевам дека краткиот филм Тале и корона ќе го види македонската публика во што поголем број и дека ќе биде прикажан на некој од европските и светски филмски фестивали.